За да ги извезат своите производи, текстилните компании во Македонија ќе мора да поседуваат европска лиценца за така наречениот социјален аудит. Со неа, тие на странските партнери, но и купувачи ќе им докажуваат дека облеката која им ја нудат не е изработена во експлоататорски услови. Едноставно, во светски рамки треба да се покаже дека сите компании во ланецот на добавување што работат од добавувачи на материјали, преку производители до готов производ и пласман на тој бренд на пазарот, се социјално одговорни и дека крајниот купувач носи облека која што е произведена во добри услови и без експлоатација. Што всушност се контролира со оваа лиценца? Здравје и заштита при работа, понатаму работно време, контролирана преку време на работа и исплата на истата и од уште неколку принципи кои што се главни во овој дел. Сакаме со овој сертификат да ја подигнеме малку сликата за текстилната индустрија, имиџот на текстилната индустрија и да покажеме дека во Македонија навистина условите за работа и односите кон вработените ги задоволуваат светските стандарди. Условите во кои се произведува одреден производ не е небитен за европските купувачи. Па се почисти се примерите кога цели договори се раскинуваат токму поради лошите услови за работа и третман на работниците. Брендовите за кои шијат нашите газди почнаа да реагираат на притисоци. Бараат да не се работи на празници и за викенд, да се даваат плати многу поголеми од минималецот и се почитуваат македонските закони. Така, еден познат бренд за кој се шие во 2 конфекции, откако неколку пати реагирал кај газдата, најавил повлекување од таму, а останал да соработува со конфекција во околината на Гевгелија, каде не се работи саботи, празници, недели, каде платата е над 17.000 и слично. Информираат од Гласен текстилец. Во моментов, лиценцата која ја гарантира социјалната одговорност на компаниите во државата ја поседуваат само 15 текстилни компании, од кои околу 1/3 се од источниот регион. Во постапка на добивање на лиценца се уште 6 компании. Инаку, лиценцата е со важност од 1 година, што значи дека од сега па натаму македонските компании се под постојан надзор на странските партнери.